Почитувани гледачи, добар ден. Ние веќе длабоко навлегуваме во есента и во оние студени ноќи, студени денови, меѓутоа се уште ни се појавува по некој зрак сонца, а тоа ме тера да направам едно јадење кое има измешани вкусови. Имав многу остатоци од вчера и решив да ви подготвам нешто што е баш комбинација од македонски намирници кои ќе ги искомбинирам со мексички зачини. Прекрасно ќе одат во комбинација со ладното време. Ова е прекрасен рецепт за вечера, кога ви е ладно, кога треба да ве стопли. Ќе употребам голема количина на табаско сос и се надевам дека ќе го погодам вашиот вкус. Мексичката храна е навистина многу зачината, полна со убави зачини, убави бои, а ќе ја зачинам дополнително со една поздрава салата. Киноата ми е една од омилените житарки кои ги употребувам често во мојата кујна и знам да ги скомбинирам во најразлични јадења. Денеска ќе ви подготвам дополнително и салата од киноа и се надевам дека ќе имате прекрасен оброк со кој ќе ги изненадите вашите најмили. Јас ќе уживам уште малку во ова прекрасно време. Обожавам дожд и есен, а ние се гледаме во кујната. Денешниот рецепт е во суштина една кованица која се прави од различни остатоци. Што значат остатоци? Седон што ви останало по дома, може да го употребите во овој рецепт и апсолутно не мора да го користите моето полнење. Јас имам денеска една кокошка, односно белото месо. Неколку пати ви кажав дека кога имаме купена печена кокошка, она што останува дома неизедено е белото месо. Јас секогаш сакам да измислувам рецепти со кои ќе го искористам, нема да се фрли, меѓутоа ќе направам вкусна нова кованица која ќе можам да ја продам како нов рецепт. Ставаме неколку лажици од нашето брилијант масло. Чекаме да се загре и ќе ставиме 3 лажички путин. Месото ќе го иситнам, бидејќи сакам да биде како конци од пилешко, пред да го ставам да се испржи во путерот и во маслото. Само тие поголеми парчиња. Дори можем и со рака, мислам дека да го иситнам. Ќе ставиме бони. И ги го ставиме да се пропрши. Сакала да ви кажам дека сите масла на Брилијант се полнат само во еколошки 5 шишиња. Брилијант е водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија и според сите своји карактеристики. Брилијант треба да биде твојот прв избор. Додека нашето пилешко се пропрши, ќе ставиме една китка млади кромичиња. Ќе ги ставиме, не ги испржив на почетокот, бидејќи сакам да бидат живи, односно не сакам да бидат подгорени. Тие се само дел од полнењето на овие тортилји. Во суштина вака се прават баш мексичка јадење енчиладас. Тоа значи дека полнати тортилји кои се пропечени после тоа. Ќе додадеме табаско сос. Ова јадење ќе биде луто. Ќе додадеме, не знам, неколку лажички, вие додадете по вкус, онолку колку што сметате дека може да издржите. Ова е баш лут табаско сос. Веќе лутината се осеќа. Ќе засолиме. Ќе додадеме бибер. И ќе додадам ким. Зачинот кој денеска ќе го употребам, односно некој ќе биде доминантен, ќе биде ким. Не е мелен, баш цели парченца. Убаво ќе го промешаме. Уште малку ќе го оставам да се пропржи. Надевам дека ќе го пробате овој оброк.
Лесен е, брз е, може да го наполните на место пилешко да користите печурки, може да користите најразлични зеленчуци. Она што е важно да научите за ова јадење дека треба да имате тортили кои ги спакуваме како мали пакетчиња, ќе ги наполниме со некое полнење и одгоре ќе ги прелиеме со сирење и ќе ги подпечеме. Полнењето внатре може да биде исклучително ваш избор, значи не мора да го искористите она што јас го искористив. Ќе става малку мелено чили, скроз малку. Јас обожавам лута и зачината храна. Се добро ќе измешаме. Ќе го исклучам, ќе го оставам да биде топло, а во меѓувреме ќе ги подготвам тортилите. Нашето пилешко е готово и сега ќе продолжиме да ги спремиме тортилите. За да ги направите тортилите полесно, односно да не ви испукаат кога ќе ги наполнете, јас имам една мала финта, ќе ви ја кажам, ќе искористам околу 8 тортили. 8 тортили ми се доволни за ова полнење. Ги ставам малку во микропечка, тие се меки, меѓутоа ако сакате да ги свиткате како палачинки, може да ви испукаат на кревите, бидејќи сакам да ги затворам полнењето да не излегува однатре. Ќе ги ставам во микропечка околу 2-3 минути да се стоплат, односно целата вода која имаат внатре да ги омекне малце повеќе, да бидат топли. Кога ќе ги извадите, ги ставате во крпи за да останат топли додека го завршите процесот на полнење. Значи одат во микро 2 минути на средна температура. Ќе почекаме да задзвони звоното, а во тоа време ќе ви кажам како треба да ги направиме останатото полнење. Значи, она што ќе направиме, потребни се неколку видови кашкавали. Енчиладите секогаш одат убаво со чедар, со некое такво баш јако сирење. Јас денеска имам убав наш мешан кашкавал, кој го изрендав на парченца. Ќе ставам отприлика една рака кашкавал. Ќе ставам топено сирење. Ова е баш онакво некое кое ќе се стопи скроз како сос ќе дојде. И ќе ставам малку плаво сирење, бидејќи сакам баш остри вкусови. Многу ми е неутрално пилешкото. Внатре има само ким, сол и бибер, односно нема апсолутно никакви јаки зачини кои ќе ви бидат доминантни. И она што ќе доминира ќе бидат сирењата, кимот и лутиот табаско сос. Ова е за ние со појак карактер. Доколку не сакате луто, слободно употребете некоја благо чили, некоја благ сос од пиперка, меѓутоа пиперката треба да биде присутна, или па може да користите томато сос, апсолутно нема потреба доколку не ви се допаѓа чилито. Готвењето нуди бескрајно многу можности за да се изразите и да го искомбинирате во вашите вкусови. Ќе го измешам, ќе ставам по една лажица во секоја енчилада. Ќе го ставам на страна за да ме чека за полнењето. Това беше звукот на нашите тортили. Ќе ги извадиме. Многу се благо стоплени и ќе ги ставиме во неколку крпи, бидејќи сакаме дополнително да се здушат, односно да ја примат целата таа пареја која имаат од својата вода со која се правени, сакаме да се задржи и да ги направи уште помеки и многу лесни за обработка. Една крпа. Ќе ги оставиме малку да се здушат на страна. Нашите тортили малку се здушија, 1 до 2 минути, само колку да примат од целата пареја и да бидат лесни за употреба. Значи, земаме една тортилја, видете колку е мека и гумена, може да ја буквално да ја згмечите и таа да не се апсолутно да не ја измени својата форма. И започнуваме со полнењето. Ставаме малку пилешко на средината. Ставаме малку од сирењето. Исто. Апсолутно без никаков ред. Да, изгледа малку. Така. Меѓутоа, многу е вкусно. И започнуваме. Почнувате да ги рулате обично како палачинки, го собирате едниот крај, го собирате другиот крај и продолжувате да ги добиете баш онака пакетчиња и ролни од тортили. Повторно пилешко на средината, малку од нашето сос од сирење. Го повлекувате целиот филинг према крајот и започнувате со ролање. Направам
8. Спакуваме таа убаво ароматично пакетче. И убаво треба да се надмечени. Бидејќи сакате да го задржат својата форма, а потоа ќе бидат масни и целите оболеани со сос. Во неколку лажички вода ќе растворам табаско сос, бидејќи сакам да ги попрскам, а да не бидат премногу лути. Доколку вие сте полуто, то слободно чисто само со табаско сос. Ќе ги премачкаме. Не се плашете, без разлика кога станат влажни, со печењето уште подобро ќе се испечат. Ќе го намократ натре при сосот од пилешка. Баш убаво. Дали може би така целото ќе го ставам. Ете така. Остатокот од сирењето ќе го фрлам измеѓу, за да се стопи, да им направи прекрасен прелив од сирење. И да ги врзе вкусовите. Ете така. И остатокот од целиот кашкавал, значи оној што го изредавме на почетокот, изредав цела коцка од околу 300 грама, го ставиме одозгора за да ги потпече. Сол, бибер за да изгледа убаво. Да искори душата буквално. И оди во рерна околу 15 минути на 200 степени. Додека моите енчилади, односно пакетчиња со прекрасно пилешко и табаско сос на малку мексички начин се печат во рерната, ќе ви подготвиме една салата. Салатата не е некое класично мексичко или шпанско јадење, меѓутоа мене некако ми одговараше со во целата комбинација. Ми фали баш во тој мексички вкус, односно во тие лути сосови на табаското, ми фалеше црвен граф. И кога се обидов да го смешам, се мислев со што да го смешам и останаа сите мали нели оние перциња од кромитчето и решив да ми направиме една салата од црвен граф. Мислам дека одлично ќе оди во комбинација со енчиладите кои ги направивме. Имам една конзерва, оној класичен црвен граф, ова ќе ви ги улесни работите, не мора да го варите. И имам една шолја киноа. Доколку немате киноа, слободно употребете, не знам, кускус, употребете некоја друга житарка, може дури и ориз да ставите, ќе ја ставам за да имаме таа текстура на салата, бидејќи апсолутно нема друго ништо да употребам. Сакам да го има тој лебен вкус на целата салата и да пркоси на мекиот граф. Ќе ставиме една шолја киноа, сварен киноа. Киноата многу брзо се вари, многу е здрава. За да ги врземе вкусовите, ќе употребам повторно ким, една лажичка ким, бидејќи се сеќавате дека внатре во енчиладите ставивме ким. Ќе употребам томатини, за да го имам тој малку свеж вкус, неколку. И се изгледа убаво. Ќе употребам перцата кој ми остана, бидејќи сакам да се појави целиот тој зелен сетинг во салатата. Ќе ги сетнам на многу ситни крупчиња, бидејќи сакам да бидат баш украс на салатата. А ќе ставам и 2 цели кромитчиња. Мали зелени пастечиња. Цели кромичиња кои ги сечам на убави коси стапчиња. Друго нешто ќе ги пречуваме. Цел лимон. Бидејќи киноата треба да впие малку таа течност, ставаме сокот цел лимон. Баш е сочен мојот.
кога ќе почне сезоната на цитрусни овошја, апсолутно во секое јадење ги потребувам. Ги обожавам. Имам мала внука која има 1 годинка и е најслатката слика на светот. Јаде цел лимон. Омиленото овошје е лимон. Апсолутно не прави паци. Нема на што да се смееш. Лимон. Ќе ставиме убава количина на маслиново масло. Сол и бибар. И оно што во секоја емисија ви го објаснувам, многу ретко можам да го најдам, бидејќи во Македонија го нема, и да знаете дека си го посади во дворот, се надевам дека за 3 до 4 недели ќе го имам, свеж коријандар. Јас го обожавам. Во мексичката кујна е многу потребуван, како нашиот Макдоналдс, има малку поостар вкус. Јас ќе ставам половина китка свеж коријандар. Има јак вкус. Пробајте го доколку не ви се допаѓа. Јас сум обседната со коријандар. Ке си го потребите Макдоналдс, кој е по-неутрален. Јас денеска ќе го потребам за да ми ги има баш мексички вкус. Едноставно. Просто салата, која е фантастична, ќе оди со моите енчилади. Ќе почекам моите енчилади, рековме 15 минути на околу 200 степени да излезат од рерна. И потоа ќе уживаме во прекрасните мексички вкусови на црвениот граб, на чилито, на табаско сосот. Се гледаме за кратко. Само да ги проверам. Има уште малце. Моите енчилади се пече околу 15 минути на 200 степени во рерна. Мислам дека се готови и дека испаруваат. Да. Имаме прекрасни тортилји, наполнете со пилешка внатре, со прекрасно топано сирење. Се надевам дека ќе ви се допаднат. Јас ќе извадам неколку, бидејќи сакам веднаш да ги пробам. Много е жишко. Внимавајте. Салата. И ќе уживам во мојот мексички вкус. Се надевам дека ви се допадна изборот за денеска. Ви направив мексички енчилади или тортилји полнете со македонски намирници кои имаат мексички зачини. Малку се зачинати, малку се лути. Се надевам дека карактерно ќе ви одговарат и дека ќе се охрабрите да ги направите дома и да подготвите рецепт со кој ќе ги изненадите вашите најмили. А ние се гледаме веќе утре во Маја готви.